До мене во студиото веќе се Маја Велковска и Клементина Добревска од Детската амбасада Меѓаши. Јас ви благодарам што ја прифативте мојата покана и сте дел од оваа емисија да зборуваме за оваа тема децата и дигиталниот свет. Пред една недела имавте убава конференција каде што се истакна многу информации, можев да присуствувам, да прочитам потоа и заклучоци. Сакам да почнеме со заклучокот што го спомнав. Ајде да ви дадам први уводни зборови, после ќе почнеме со разговорот. Првенствено ви благодарам за поканата. Навистина е важна тема за која што треба да се дискутира и на некој начин да ја кренеме и свесноста за ваквиот тип на теми, затоа што можеби се веќе се уште табу тема, така да ви благодараме за поканата. Маја? Да, и од мене благодарам за поканата. Драго ми е што постојат медиуми кои што отворено зборуваат за овие теми кои што се стварно важни и ги засегаат децата и младите. Да. Видите си опуштени, можеме и на ти, ова е, како што реков, чувствителна тема. Така. Сакам да убави информации да имаме и гледачите ќе бараат доста внимание во оваа тема. Децата и младите многу време поминуваат во дигиталниот свет, неопходно е да се зголеми свеста и да бидат безбедни. Ова, како што реков, е главниот заклучок од вашата трибина. Моето прво прашање е во кој дел децата и младите не се безбедни во сајбер светот? Така, може да почнеме. Па искрено со самиот подем на технологијата, вештачката интелигенција и сите оние дигитални алатки кои што ги имаме на располагање за децата и младите, со сигурност можеме да кажеме дека не се безбедни. Како места кои што ги сметаме за најранливи, ние сметаме дека се социјалните мрежи, каде многу често имаме создавање на анонимни или лажни профили, преку кои се врши манипулација од страна на повозрасни лица врз самите деца и млади или пак некаков вид на злоупотреба. Исто така би потенцирале на гейминг платформите, односно платформите каде што имаме видео игри, тука е доста присутно онлайн насилството или фај говор на омраза, исто така апликации кои што се без родителска контрола и секако фишингот, односно намамување, кога им се праќаат линкови на децата, најчесто сумнителни, преку кои тие ги даваат своите лични податоци за жал. Злоупотреби има од домашни злоупотребувачи, од странство добиваат некакви покани или не знам фишинг што рековте, какви се податоците? Зависи од видот на случајот, би рекла. На Ало Бушовко линијата за деца и млади се соочуваме со најразлични видови на дојави на случаи, така да би рекла дека постојат и од страна на дворешни, нели надвор од државата измами, но меѓутоа имаме и светот нели не познава граници. Апсолутно. И никој не е безбеден во делов на сајбер светот, ниту децата и младите, ниту пак ние возрастните. Така. И сега прашањето е како да се заштита децата. Па нема некое идеално решение, меѓутоа она што е важно. А да бидат на страна од дигиталниот свет не може да бидат. Апсолутно, како расте и целиот овој подам на дигиталниот свет, па и ние возрастните, особено и децата и младите од најрана возраст се со телефони, со лаптопи и така натаму, така да нема некое идеално решение како да се заштитиме, но многу е важно да бидеме свесни во однос на тоа како ги користиме дигиталните алатки и како го користиме дигиталниот свет. Исто така меѓусекторската соработка е многу важна. Кога зборувам за меѓусекторска соработка, не мислам само на институциите, туку мислам и на невладините организации, на ние како заедница, луѓето, исто така и на училиштата и на родителите. Секој од нас има важна улога во таа, е важна алка во тој еден циклус, каде што можеме да помогнеме да создадеме еден безбеден свет и простор за децата. Кога ги едуцираме младите и ги информираме дека треба да се следат одредени правила и политики кои што ги имаат и самите интернет платформи, толку е нивната заштита по безболна, би рекла. Така да, еве, знаеме дека деца, еве, Инстаграм конкретно, 13 години, политиката има дека треба да си 13 годишна возраст, за да можеш да направиш Инстаграм профил. Знаеме голем број на деца кои што од 8-9 години веќе ги користат со лажно име.
А при тоа секој упад во тој дигитален простор навистина може да биде кривично дело понатака. Така да тоа се навистина сериозни теми кои што без разлика дали станува збор за малолетници или за возрастни лица си сноси последици, како и на ментално здравје, така и нели одговорности понатаму. Да, јас тука би се надоврзала чисто улогата, баш и тоа беше идејата и на трибината да се спомне колку тој мултисекторски пристап има поента дека сите заедно треба да действуваме и баш беше потенцирана и улогата на родителите, нивната одговорност. Тоа сакав да прашам, да бидат тука, значи навистина да и самите тие да се едуцираат за какви онлайн ризици постојат за да може тоа да го пренесат на нивните деца. Ние затоа и практикуваме толку едукации, кампањи кон наставниците, кон стручните служби, психолозите, децата поминуваат многу голем дел од денот во училиште, самите наставници треба да се спремни да препознаат кога нешто не е во ред со детето, па да инициираат разговор, па да ги охрабрат да пријават. И самите наставници знаат кои се тие служби каде што може да се пријави. Секако во овој мултисекторски пристап никако не се исклучуваат и државните институции. За жал, мислам, за среќа имавме храбри деца на самата трибина и млади кои што беа искрени, проговорија со какви проблеми се соочиле или тие самите или нивни блиски во дигиталниот простор и за жал тоа што го кажа е дека немаат доверба воопшто во системот, ниту дека се охрабрени да се јават, ниту пак дека очекуваат ако го кажат својот проблем дека истиот ќе биде решен од институциите, што е поразително. Како превенција, доколку се забрани од страна на родителите, доколку се ограничи просторот и времето, ќе даде ли резултат? Јас не би ограничување. Сега сепак треба да се почитува и да се почитуваат и децата и тоа што сакаат некои да, ама на 8-9 години да има Инстаграм профил, така. Може. Секако нели можеш да провериш како родител совесен. Тука веќе треба да се почитува самата апликација си има од која возраст може да се користи, да бидат искрени луѓето кои што и децата и младите, секако и родителите да обрнат внимание да се почитува age verification, односно од која возрастна граница може да се користи апликацијата. Така што тоа е исто така важно, исто родителите, не знам ни самите колку се свесни дека постои онаа родителска контрола, поставка за родителска контрола. Можат да го мониторираат активностите на телефонскиот уред на самото дете. Во кои сајтови влега, што чита, што гледа, за што го се користи интернетот. Спомнавте дека има деца кои што се јавуваат, пристапуваат кон вас. Да. Колку често тоа се прави? Како се охрабруваат? Па вака, Ало Бушевко е сервис кој што постои повеќе од 30 години, е линија достапна 24/7 за децата и младите, што ја прави единствена линија која што со ваква тематика и е достапна 24/7. Така да мислам дека искуството и работата години наназад ја прави она доверба кај децата и младите, но и не само кај нив, туку и кај родителите и потесниот круг на семејство да има довербата за да може да споделат. Друга можност е што самите деца може да споделат тука анонимно. Тоа е многу полеснително, особено кога, да речеме, кај има семејства во кои што децата едноставно се плашат од своите родители да кажат дека нешто им се случило, па е многу полесно да се јави, да разговара со стручно лице кое што ќе остане анонимно, па ни се разговор да се објасни дека во суштина мора прво да се каже. Значи прво се кај вас, потоа пријавува дома. Па има и такви случаи, меѓутоа има и случаи каде што нели се пријавило прво во домот, па заедно пријавуваат кај нас. Да, со родителот и потоа низ разговор, низ дискусија во зависност од тоа нели колку сака дојавувачите да искомуницираме, до каде сака да навлеземе во рамки на нашите ингеренции, да одиме со детално нели следење на случајот. Нашата цел и нашата заложба е навистина да бидат заштитени сите права на децата и да нема ниту едно дете на кое што му се прекршени правата, иако реално во пракса не е баш така, меѓутоа навистина се трудиме со секоја дојава да ја следиме детално и да го направиме тој институционален притисок за да дојде до разрешување на случајот. Зашто имаме случаи каде што не е да се пријави денеска и веднаш да се реши. Има случаи кои што се навистина многу тешки, каде што имаме навистина сексуална злоупотреба на млади деца, на малолетници и тие случаи траат со години. Тука ние години? Па, со години, со месеци, навистина е долготраен процес
кој што е истоштувачки процес, не само за родителите, Што е тешко да се докаже во такви случаи ако веќе ги имаме доказите? Па видете, во зависност од проблематиката на случајот. Сега тука институциите, министерствата и за труд и социјална политика и за Министерството за внатрешни работи треба синхронизирано да работат, целосна и детална анализа на случајот да се излезе на терен и да се види. Така да навистина се трудиме ние да бидеме дел од тој тек на настаните, за да можеме да дадеме и па и психолошка поддршка и на самите родители и на младите деца, затоа што навистина тој процес има големо влијание по менталното здравје. Меѓутоа можам да кажам дека еве, да споредувам со изминатите 5 години, имаме деца на кои што навистина бројот на деца е навистина зголемен, кои што ни се јавуваат, без разлика дали станува збор за ваква од потешките теми како што е сексуалната злоупотреба или злоупотреби во дигиталниот свет. Имаме и дојави од деца каде што ни се јавуваат за некои полесни теми од типот на тоа, помали деца на пример, како настанал светот, не можат да заспиат, па сакаат да им раскажеме приказна. На пример, тоа се убави делот Ало Бушевко, но за жал постати вакви теми кои што се навистина на терен не се бројка, туку се едноставно деца кои што се соочуваат со вакви проблеми. Далеко од деца, дека ја спомнавте сексуалната злоупотреба, колку често е таа појава сега на онлайн светот? Или проблемите колку често се јавуваат сега кај вас? Често е, но за жал многу често ние не сме запознаени со тие случаи. Она што можеме да го кажеме, колишката Клементина рече дека веќе имаме, можеме да направиме споредба, ни се зголемил бројот на таквите дојави, но уште сме на ниско ниво. Свесноста за тие проблеми е се уште на ниско ниво. Самите деца навистина чувствуваат страв, срам да спомнат онлайн сексуална злоупотреба. Се уште е тоа табу тема. Ние како организација сме членка на многу меѓународни други организации. Добро. И како хелп линија, односно линија за помош, сме вклучени во оние состаноци кои ги имаат и останати европски линии, така што таму имаме можност да слушнеме за трендови, за како се движи кај нив дојавите, бројките за сајбер насилството и можеме тука да направиме споредба. И затоа го зборуваме на родителите да се посветени, да ги охрабруваат и самите наставници за до некаде да стигне нивото на свесност малку погоре да одиме, затоа што ова се случува секојдневно, а ние таа информација не може ни да стигне до нас, не можеме ниту да реагираме, ниту да помогнеме. Што правите вие како организација од кога ќе се јави некој дете што е сексуално вознемирено? Која е вашата улога потоа? Се пријавувате во полиција, во министерство? Како се решава случајот, ме интересира? Во зависност од, ако зборуваме за тој случај, тогаш ги вклучуваме надлежните институции, секако некои институции бараат и директно жртвата, кој е дете со родител, да пријави во полиција. Од изминатите години имаме и, да речам, добра соработка и со сајбер криминал, односно одделот за сајбер криминал при Министерството за внатрешни работи и со нив се работат заедно и со полицијата, се работат овие случаи и секако ние согласно нашите ингеренции правиме тоа што можеме, реагираме, притискаме таму каде што е потребно, но сепак надлежноста останува на институциите. И кога ќе им кажете на оштетената страна во случајот на децата и родителите дека треба тоа да се пријави во полиција кај надлежните, има секогаш соработка? Па видете, особено за вакви теми од сексуална злоупотреба е навистина малку потежок процесот. Во однос на тоа затоа што се уште имаме таа стигматизација и многу од родителите сосема разбирливо е, на некој начин се срамат и самите деца постои одредени чувства на срам, на тага, на вина, дека зошто баш моето дете или зошто баш јас сум жртва на тој магичен круг. Процесот е малку да речем, за разлика од некои полесни теми. Нема полесни проблеми или теми, меѓутоа најтешкиот облик. Меѓутоа е навистина најтешкиот облик е подолго траен процесот, меѓутоа навистина нашите оператори кои што се психолози и психотерапевти се трудат да изградат доверба, да им го објасниме целиот процес, да ги објасниме нашите ингеренции и да им кажеме дека не се сами во целиот тој процес. Едно е кога ќе зборуваат по телефон, друго е кога треба да ви тропнат на врата и да се соочат
и со вас и со институциите, па на крајот и со зосторникот. Апсолутно. Јас би додала само во овој момент дека ние во рамки изминативе 2 години баш имавме ваков проект на кој што работиме за усогласување на законската легислатива наша со европските стандарди. Добро. Имавме работилници со деца и млади баш на оваа тема, чисто да го слушнеме нивното мислење и размислување, да видиме тие дали се соочуваат со вакви теми, дали се запознаени така натаму. За жал, кај дел од родителите не бевме одбиени, односно не добивме согласност нивните деца да учествуваат во вакви работилници, затоа што иако им беше објаснето дека ќе се разговара сосема за најопшти теми, нема да се навлегува во било што, сепак не дадоа согласност за нивните деца да учествуваат во вакви активности, што на некој начин не доведува да размислуваме дека навистина ваквата тема е можеби се уште стигматизирана или табу тема, но за жал светот навистина е толку брз, дигиталниот простор е толку брз, мораме да се навикнуваме и да дискутираме за вакви теми доколку сакаме на некој начин да имаме поголема превенција за да не мора потоа нели од кога ќе се случат нештата да реагираме. Колку е потребно нешто вакво во образованието да се како превентивна мерка? Сте разговарале, сте давале мислења, идеи, иницијативи? Да, јас ќе искористам можноста кога веќе сме на тоа поле што правиме ние за подобрување на дигиталната безбедност кај децата и младите, имаме проект исто така МК SafeNet, тој го имплементираме заедно со Министерството за дигитална трансформација и всушност тој ќе се воспостави еден центар за национален центар за побезбеден интернет. Во самата структура и нашата хелп линија, односно линија за помош, и тука може да се јавуваат децата за сите облици на дигитално насилство. Да се надоврзам на вашето, да во склоп на самиот проект и понатаму ние и организацијски се трудиме да имаме едукации, работилници со наставници и да влезат овие теми што повеќе во образованието. Што повеќе знаат децата опасностите и ризиците. Би требало да бидат повнимателни кога искрено се во сајбер светот. Многу често се случува децата да знаат, да се свесни што им се случува, ама тој притисок од врсниците и да се во тек со тие трендови и да се присутни, многу често прави да едноставно замижат, да не го споделат со некој со возрастна личност, ама се надевам дека ако не гледаат млади деца и млади, да ги охрабрувам и апелирам да се јават доколку се соочуваат со било каков предизвик, без разлика дали е тоа онлайн или офлайн. 070 390 632 24/7 сме достапни, јавете ни се. Јас би сакала само да се надоврзам дека во рамки на проектот Томас направивме 2 прирачници кои што ќе служат навистина како добри алатки не само за институциите, туку и за стручните служби во училиштето и самите училишта, меѓутоа и за родителите. Направивме една анализа за да истражиме состојбата баш токму за сексуалната тематика и материјалите со сексуална злоупотреба на деца, какви се нашите законски регулативи, какви се законите и така натаму, каква е состојбата на терен. И дополнително направивме и водиш за застапување и лобирање, кој што ќе служи баш буквално како алатка, кој што ќе им помогне да приберат информации, но исто така да ги искористат оние алатки кои што се ставени во самиот водиш за да може да пријават. Освен или на линијата, меѓутоа ги охрабруваме да се консултират и во рамки на институциите. Колку повеќе пријавуваме, зборуваме за оваа тема, толку повеќе го намалуваме бројот на законодавството, правилата, можеме да се споредиме со некоја од поразвиените држави? На кое ниво сме, сакам да прашам? Токму овие напори водат што повеќе да се, да речам, на исто ниво со европските стандарди, да стигнеме до таму, ама почетната точка е свесноста. Ние и лобираме... Ние на хартија да го имаме, меѓутоа мораме да го... За да го применуваме треба нешто друго. Тоа и правиме преку сите овие иницијативи. Лобираме, застапуваме за што повеќе да направиме промени и општествени, ама и на јавната свест. Да, во моментов со колегите од Албанија и од Србија баш работиме на усвојување на регионално нешто, значи регионален, да, изработивме регионален policy paper кој што ќе ни помогне како алатка дополнително во Македонија, меѓутоа и во сите други две земји да се искористи и да се усогласат оние законски регулативи со цел, затоа што има и голем број на проблеми во терминологија и така натаму кои што треба да се усогласат. Така да би рекла дека овие 2 години заложби кои што ги имавме во рамки на овој проект се само една почетна точка за понатаму како би можеле да реагираме. Со
хармонизирањето на европскиот број исто така е еден значителен чекор кој што го направивме во овој период, така што ние успеавме да го хармонизираме европскиот број 116111, каде што ќе биде бесплатен за сите дојавувачи, ќе можат ни самите деца и млади полесно нели да го запомнат бројот. Иако сме во моментов со некои нели технички реализација, меѓутоа се надам дека наскоро ќе излеземе со таква информација дека е веќе достапен и ќе може на тој број да се префрлиме. Така да имаме доста почетни чекори, првите чекори се направени, навистина ја се радувам за она што го направивме овие изминати 2 години, што ќе продолжиме да го правиме и преку проектот МК SafeNet. Така да останува само да ја кренеме свесноста, во тек се и многу голем број на кампањи кои што зборуваме токму за оваа тема. Така да ете, доколку и самите родители по оваа емисија можат слободно да не контактираат, стоиме на располагање за било какви информации во рамки на оваа тема. Затоа и сте повикани да се подигне свеста. Пред да бидат запалени камерите, ми кажате дека има зголемен број на јавувања. Не сакам да зборуваме само како голи бројки, сакам да знам што значи зголемен број. Тоа зголемена свесност. Колку повици или колку случаи имате во текот на една година? Не мора да биде само дигиталната сфера. Имаме такви податоци? Па да, генерално Ало Бушевко прави секоја година годишни и полугодишни извештаи, така да би кажала дека во споредбено со изминатите 5 години бројот на дојави расте. Така да генерално еве би рекла груба бројка би земала околу 300 дојави на годишно ниво, каде што се офатени, да речем, повеќе од 50 од дојавите се офатени децата, затоа што знаете со една дојава може да се јави родител каде што има повеќе деца и му се офатени, да речем, за одредена тематика. 50 на сериозни случаи. Можеме да заокружиме? Па јас би рекла и повеќе. Повеќе од 300 би рекла 150 дека е некоја груба бројка во која што се баш онака. Да, кога сме веќе кај случаите, сега да сме со фокус на дигиталното насилство, но она што е тренд во изминатата година 2024 па и ова е дека гледаме дека и 2023 тогаш почна всушност трендот. Дека се повеќе гледаме деца, добиваме дојави од деца и млади кои што имаат самоубиствени мисли за жал и кои што се во обид за самоубиство, а ние сме тука, се јавуваат на линијата и ние интервенираме. Само од 2025 од почетокот имаме 20 дојави такви на возраст од 17-19 години најчесто, така што ја користам исто приликава да се крени свесноста за тој проблем, дека ни треба стварно јасен протокол, координиран како ќе изреагираме во таа дадена ситуација. Навистина среќа што сме ние тука сите тимски да изреагираме во тој даден момент, полиција, брза помош и сите надлежни институции кога треба да интервенираме за да спасиме еден детски живот, што за среќа имаме такви многу успешни приказни. Како причини што наведуваат? Па од љубовни проблеми до сериозни проблеми, дали во дисфункционалност во семејство, значи различно, не можеме да генерализираме, меѓутоа се зависи од случај до случај. Менталното здравје би рекла, да, ни требаат сервиси кои што се достапни, како што е нашиот сервис Ало Бушевко, достапни психолози 24/7, ни требаат повеќе, самата држава треба да инвестира многу повеќе во такви сервиси кои што се бесплатни и достапни за децата во било кој момент. И кога ќе пријавите вие во ваков случај во државните институции, имаме брза реакција или? Конкретно за случаите со самоубиство, бидејќи доколку се јави на еден од операторите, операторот е на линија со дојавувачот, во меѓувреме пишуваме во група и целиот тим се интервентниот тим, полицијата се активни. Меѓутоа и нашиот цел тим на оператори и така натаму реагираме веднаш кој звони на полиција, кој звони во интервентниот тим, се со цел за да може да се спаси детскиот живот. И досега во овие успешни приказни кои што сме ги имале, навистина имало брза реакција од страна на институциите и навистина тоа ми е многу драго, затоа што не знам како би се чувствувале сите доколку од другата страна заврши повик. Да. Но сепак треба да се работи на тоа, да се има еден јасен протокол по кој се постапува, тоа е еден дел кој што недостасува можеби. Програми посебни каде што вие ги насочувате луѓето, децата? Како мислите програми? Дали медијачи како институција, дали може да ви се обратат за програми на некој вид на рехабилитација?
Не, ние располагаме со линијата која што ја имаме како сервис и тука И потоа ги препраќате на согласно. Да, јас би рекла прва психолошка институциите. поддршка, да, ја даваме, меѓутоа подетално работење и како во вид на советувалиште или психотерапија немаме во овој момент. Меѓутоа, пак би кажала дека во такви некои акутни состојби е многу важно од другата страна да знаете дека има човек кој што е тука да ве сослуша, да ве разбере, да ве поддржи, да знаете дека не сте сам. Затоа што навистина дури од тема како настанал светот може на некој дете да му биде навистина тешко да го разбере, а не пак кога зборуваме за некои потешки теми од типот на сексуална злоупотреба. Така што меѓутоа, секако во рамки на самите проекти имаме различни програми во кои што гледаме и самите родители, наставници и стружни служби да ги офатиме цел тој круг на нели триаголник што би рекла од родители, стружна служба и деца, за да во рамки на нашите програми да бидат офатени на некој начин да лобираме и застапуваме и за превенција и за едукација. Така, позади Медјаши стојат 33 години постоење, тоа е навистина за почит, после 3 декади. Вие сте неколку години во Медјаши, меѓутоа знаете како се развива оваа институција. Јас имам како новинар соработка повеќе од 15 години со Медјаши. Дали може да се констатира дека се почитуваат правата на децата? Слободно може да кажете дека не, никој нема да ви земе за зло. Па да, 33 Ако се почитуваат, сакаме да бидеме реални. Да, реално се загарантирани правата со закон, но колку се имплементираат Тоа реков, за хартија сигурно во ги има. пракса, тоа е уште предизвик и нешто на кое сите треба заеднички да работиме. Се уште останува како најголем предизвик оние деца во социјално тешки услови, каде правото на дом, право на здравствена заштита, па и образование е нарушено. За среќа имаме, се надевам дека функционира се уште домот за деца од улица, дневниот центар, се извинувам, да, кој што ги згрижува таквите деца и работи на нивните вештини, учи со нив и навистина многу голем дел од децата беа всушност на некој начин спасени од улица и нивните права беа всушност заштитени на тој начин преку дневниот центар, ама да, се уште е предизвик на некој начин. Се уште се предизвици во зависност и од која поле или тематика гледаме. Децата на улица се уште не е горлив проблемот и се уште гледаме деца на улица кои што питаат, а реално првото право е правото на топол дом и децата да има право нели на соодветни услови за живот. Образование и така натаму, храна, облека, сето тоа. Еви сега кога зборувам ми се ежи кожата затоа што навистина е тешка тема за која што дискутираме и постојано гледаме. Ние направивме и национална стратегија во рамки на еден проект со град Скопје, каде што баш беа офатени децата на улица, меѓутоа таа стратегија не заживеа. Среќа што го имаме дневниот центар во Шуто, Ризари, па таму можеме и соработуваме со нив и навистина луѓето кои што работат таму навистина посветуваат време и енергија да им на некој начин ги едуцираат и родителите, меѓутоа и да им ја покажат побавата слика од животот на децата, надевајќи се дека доколку им кажеме на децата дека еве имаш право да јадеш, да учиш, да се образуваш, утре да станеш било што, нели, да не бидеш на улица, да те отргнеме од улица. Едно дете такво да отргнеме навистина успех за нас. Да. Меѓутоа се уште имаме и деца, ете и од децата со попречености така натаму кои што и на нивните права исто така се загрозени. Меѓутоа, како што каже колешката Маја, ги имаме на лист хартија колку сакаме колку можеме да ги имплементираме во пракса и затоа и ние се залагаме заштита на детските права. Знаат често родителите да кажат во рамки на работилниците, вие ги учите децата само на права. Да, меѓутоа ги учиме и на нивните одговорности. Не е дека и одговорности, секако. Така што навистина се трудиме целата слика во однос на заштита на детските права и одговорности во врските да им ги доловиме на самите деца, да се знаат дека да, јас имам право да одам на училиште, меѓутоа треба да напишам и домашна задача и така натаму. Колку Медјаши е вклучен во изработката на законски решенија, правилници во овие години? Се бара мислење од вас? Да, и како стручна фела?
Да, и често сработуваме и во тие национални координативни средби и тела, така што сме повикани и сме дел од истите и навистина се трудиме да го дадеме својот придонес од ова долгогодишно искуство кое што го имаме и практично би рекла преку Ало Бушавка всушност ја гледаме ние состојбата на терен како и се трудиме и на институциите да им доловиме дека навистина ова и ова се случува, дај да видиме во тие сегменти од законите да имплементираме нешто повеќе да заокружиме дека може да се каже дека Меѓаш има општествена функција во земјава овие 30 години. Па мислам самиот сервис дека е еден доказ за влијанието, бидејќи е еден прв сервис, Ало Бушавка е прв сервис од таков тип, и исто така најдолготраен покрај сите предизвици за одржливост, ние и понатаму сме пример за организациите во регионот, така да. Така, за 30 годишнината Меѓаш објави филм за развојот и за достигнувањето, што може да се очекува понатаму, дали ќе се чека 40 када да се заокружи или може да се очекува некое вакво издание и не знам за следната година. Што е планот, може да ни откриете? Па немаме некој конкретен план, да речем, ама тоа дека ќе останеме доследни на нашата мисија, односно градење на едно општество каде секое дете е почитувано, заштитено, безбедно, тоа сигурно ќе си останеме во тек со сите предизвици, следејќи ги, особено оние во дигиталниот простор, така што ќе учествуваме во градење на решенија кои се навистина во најголем интерес за децата. Така да тоа би го кажала. Да, јас би се надоврзала дека навистина ни е важно и детското учество, така да ќе видиме, можеби ќе оставиме можност на самите деца кои што се во рамки на нашите програми и иницијативи, да видиме што би сакале тие да видат за 35 години од Меѓаш. Така, супер, одличен разговор. Еве како за крај само ќе оставам за двете една порака до родителите, до бабите, до дедовците, до самите деца, како да се заштитат од опасностите што демнат во сајбер светот. Јас би рекла 24/7 телефонската линија е достапна и за потесниот и за поширокиот круг на семејство, за децата и за младите. Може да го искористат како сервис во кој што може да добијат повеќе информации, може да ги искористат и нашите социјални мрежи и веб страницата. Сите овие материјали кои што ги спомнавме се веќе објавени на веб сајтот, така да нека се едуцираат. Важно е да се направи првиот чекор, важно е да разговараат со своите деца, да имаат таа доверба деца да не се плашат да споделат со што се соочуваат. За се останато можеме заеднички да действуваме и да реагираме. Да, се согласувам, едукација. Прво родителите, исто така наставниците да бидат тука, да сакаат да се едуцираат тие самите за онлайн ризиците, исто така покрај Ало Бушавка линијата нашата веб-страната на Меѓаш, би ја спомнала и mksafenet.mk, таму имаат бројни ресурси и за наставници, и за родители, па и за самите деца, поделени по возраст, така да едукацијата е најмоќната алатка. Маја Велковска и Клементина Добревска од Меѓаши. Јас ви благодарам што денеска бевте дел од Студио 10 и се надевам дека овој разговор ќе стигне онаму каде што најмногу треба, пред се да превенираме, а потоа ако треба нешто и да се реагира. Почитувани, овде ќе направиме сега една мала пауза со реклами, а потоа во студиото ќе го имаме и Трпе Дановски од синдикатот УПОС. Веќе надлежните властите најавија реформи во администрацијата, секако тоа мора да се искоментира да се искомуницира со синдикатот, кој ќе биде неговиот став.